И потом он пошел все королевство, а другая очень была за аппетитом, а другая была занята с книжками. Он все королевство отбирал и пошел домой. А он пошел и говорит ему, что найдел в себе невесту. Он сказал, что не на дом, а Вака прераскажана звучи омилената руска бајка на малата Илијана, која гледајќи цртани филмови и бајки на руски јазик и се побудило интерес да го изучува овој јазик и култура. На нецели 2 години започнала да го гледа нејзиниот омилен цртан филм Маша и Медо и од тогаш Илијана гледа содржини за деца исклучиво на руски јазик. От кога видов дека таму е све нешто снимано и си клучиш со прстот и си гледав и затоа научив. Така. Кои беа тие цртани филмови со кои што ти започна да го учиш рускиот јазик? Алиса Малиса, така и што беше Николь, Алиса Малиса и уште Вики Шоу, тоа ми Маша Медо. Знаеш ли да ни раскажеш некој цртан филм, некоја епизода од Маша и Медо на руски јазик? Да. Маша и медведь – это медведь, который говорит. Но не только он говорит, но он только мучит, так бързо говорит. Илијана, покрај тоа што знае руски приказни, одлично пее и песни на руски јазик. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Вдруг дождик закапался, и мой намаринок. Вдруг снежник закапался. Родителите на Илијана многу пати се обидувале да ја укажат дека англискиот јазик е тој кој треба да го изучува, но сега се среќни што таа одлично го говори рускиот јазик, а англискиот ќе има време да го научи на училиште, велат тие. Ще малечка, неполни 2 години и цртани филмови на руски, како Маша и Медо најпопуларни, и само се заинтересира ги засега тие цртани филмови, подосна почна и други да сака. Се обидуваме ја и сопругата да го кажеме дека да гледа англиски цртани филми како интернационален англиски јазик. Не го сака, го засака рускиот и така продолжи. Од Маша и Медо, подосна и другите руски сказки почна да ги гледа и со тоа го научи и рускиот јазик совршено. Било ми е што мојата ќерка сака да изучува странски јазици и на рускиот јазик, што го обожава. И кога беше помала, го пуштав и на англиски на цртани за да гледа. Тај обавезно ги врача на руски за да гледа. И на рускиот јазик многу го сака, го обожава многу. На Илијана често и недостига некој со кого би можела да позборува на руски јазик. Од време на време во нејзиниот дом нагости доаѓа нивна пријателка која е родена во Русија. Вака изгледа еден краток разговор помеѓу нив. Ильяна, здравствуй. Здравствуй. Как у тебя дела? Хорошо. Как ты встретила Новый год? Хорошо, но только Дед Мороз мне очень рано сейчас подать подарок. А ты написала Дед Морозу письмо, что хочешь ты? Я никогда ему не писала письмо Деду Морозу, но только не знаем, что надо писать Деду Морозу письмо. А он сам, наверное, догадался и принес тебе подарок. Да, я ему сказала. Ильяна много талентирана девойче, с голема интеллигенция и много уба зборит русский язык. Я даже зачудена, я толку не знаю македонский, колко она знает русский. Так как она гледает телевизия и оттаму берет от интернет и много добро знает русский язык. Илијана има 5 години, од септември ќе тргне на училиште. Го сака спортот, конкретно гимнастиката. Кога ќе порасне, сака да биде стоматолог. И она лягла на самый высокий. Она ни глаз не слепнула, но тогда пошли они слуги, а утром он говорит мне жениться. И они женились. Счастливы. Готовая прикольнота.